Доктор Бабуновска, морам да ви честитам и се радувам што сум една од првите овде во Љубљана која што ќе ви честита за наградата за научниот труд од областа на неврологијата, што ви ја врачија токму вечерва на меѓународните медис награди. Како се чувствувате вечерва? Чувството е прекрасно, морам да кажам дека сум многу возбудена и се чувствувам неверојатно. Трудот е препознаен како добар труд измеѓу толкова голема конкуренција. Да кажам само дека на 10-тите медис меѓународни награди пристигнаа повеќе од 200 научни трудови. Во финалето влегоа 18 во 9 области од медицината и фармацијата. Меѓу овие 18 финални научни трудови кои што влегоа во финалето беше и вашиот од областа на неврологијата. Може ли малку по-конкретно за каков труд станува збор? Трудот представува една национална базирана студија која се вршеше врз основа на податоците од нашата здравствена медицинска платформа. Опфатени се сите пациенти со епилепсија во нашата држава, претходно со пречистување на податоците. Ја користевме диагностичката шифра за епилепсија, дополнително пациентот мораше да прима и антиепилептична терапија за да се зајакне точноста на диагнозата. Тоа беше една група пациенти со епилепсија и беа споредувани со контролна група, односно општа популација, кај и тие пациенти немаа диагноза на епилепсија. Што најдовме од нашите резултати? Битно за одбележување е тоа дека пациентите со епилепсија имаат зголемена преваленца на коскени фрактури во споредба со општата популација. Ова беше за сите возрасти, за сите групи и за сите специфични места за фрактури. Најчести фрактури кај пациентите со епилепсија беа фрактури на подлактица, на колк, на бутна коска и на подколеница. Дополнително најдовме дека присуството на коморбидитети кај пациенти со епилепсија го зголемува ризикот за коскени фрактури и дополнително пациентите со епилепсија што примаат 2 или повеќе видови на антиепилептична терапија, исто така го зголемуваат ризикот за коскени фрактури. Што значи ова? Ова значи дека ова е една таргетирана група на пациенти за која треба да се применат превентивни мерки, со што би придонело за подобрување на квалитетот на живот на овие пациенти. Едно од нештата што високо се ценеше на една од работите што многу се ценеше од страна на експертската група која што ги оценуваше овие трудови е нивната применливост. Каде може да се применуваат резултатите од ова истражување и на кој начин? Па како што спомнав веќе, од значење што се опфатени цело население со епилепсија во нашата земја. Применливоста е тоа што оваа таргетирана група на пациенти, што ја спомнав претходно, би подлежала на превентивни мерки, на мерење на витамин D3 во крвта, на DEXA скен, со тоа што би можела да ги превенираме тие коскени фрактури, бидејќи знаеме дека коскените фрактури кај пациенти со епилепсија е од мултифакторијално потекло. Некогаш се поврзани со падот при тој епилептичен напад, но некогаш се поврзани и од антиепилептичната терапија. Некои од антиепилептиците, особено доколку се користат долго време, можат да предизвикаат намалување на коскената густина, односно делуваат на катаболизмот на витамин D3. Вие сте еден доктор, меѓутоа научник би можела да кажам веќе, кој што истражувате и работите во Македонија. Знаеме дека сите научници се соочуваат во нашата земја, сите научници се соочуваат со немање на доволно ресурси и така натаму. Имате ли некоја порека до вашите помлади колеги од сите области, не само од медицината, кои што сакаат да се занимаваат со наука, после оваа награда, така да кажам? Точно е тоа дека фалат ресурси во нашата држава за научно-истражувачка работа и треба да се работи на тоа да се обезбедат повеќе средства.
Но јас и мојот тим сработивме студија која воопшто не беше скапа. Кажав дека ние уствари ги работевме податоците од нашата национална здравствена платформа, а со тоа добивме големи резултати. Затоа морам да спомнам дека освен ресурсите битен е и тимот со кој се работи. Морам да ги споменам колегите кои работеа на оваа студија. Би го спомнала доктор Александар Јовановски, доцент доктор Бојан Бошковски и професор Емилија Цветковска, тоа е мојот ментор, без која овој труд немаше да изгледа вака како што изгледа. Значи, стимулот е да се работи во нашата држава, има начин, кој сака може да работи и многу е битен тимот со кој се соработува. Ова интервју и оваа награда ја добивате во пресред на утрешниот 8 март, денот на жената. Која е вашата порака, еве како жена, како млада жена, докторка, која е вашата порака до жените по повод 8 март, до младите жени, до младите лидери, да кажам, во општеството кај нас? За ова ќе бидам кратка, само да инвестираат во себе. Ништо не доаѓа преку ноќ, мако трпна работа, посветеност ќе придонесе до труд. Нема поголема инвестиција од инвестицијата во себе. Доктор Бабуновска, ви честитам уште еднаш за наградата. Многу ви благодарам за ова кусо интервју и ви посакувам успешна кариера.